Станува збор за пожар во стамбена зграда на 5-ти кат, односно беа зафатени 4-ти кат и надградбата над 5-тиот кат. Интервенцијата се одвиваше во доста тежнати услови од причини што самата надградба е направена на така изведена од дрвен материјал и шиндра, што дополнително го разгоруваше самото горење на објектот, така да ама за релативно кратко време успеавме да се справиме и со тоа и да не дозволиме да се прошири на соседната вертикала од зградата. Колку објекти се зафатени? Опожарени се 3 стана, кои се надградени се уште еден стан, односно надградба, поткровје, како да го наречеме, значи 3 дупли стана. Штетата ќе биде дополнително утврдена, не е мала, станува збор за поголема интервенција. Она што првично беше добро за нас што немаше повредени граѓани и немаше повредени колеги, но при крај на интервенцијата се случи мала незгода. Еден колега се лизна по скалите и се здоби со мала повреда, па очекувам информација да видиме каква е неговата ситуација. Се надеваме дека е добро, дека се Рековте немало граѓани во становите, дали направи изгледи, имало претходно во моментот кога се случило и како настанало? По кажување на станарите дека се случила експлозија од бољар во купатилата и дека пробале сами да гасат, па подоцна се јавиле. Предвидејќи вака да се развие пожар и да излезе надвор од конструкциите на објектот, е потребно време. Предпоставката е дека не бил приметен и пријавен на време како пожар. Она што беше отежнувачки, исто имаме пукнати водоводни цевки кои дополнително ни ствараа проблем при самата интервенција. Пожарот е изгасен, но се работи на расчистување. Предвидејќи самото поткровје така изведено, има кнауф, има доста изолационен материјал кој го шири непредвидливо самиот пожар, така да мора да се расчисти целата таа просторија каде што беше зафатен од пожарот, за да бидеме сигурни дека нема да оставиме да се повтори. Она што можеме да кажеме и што се гледа од самото место, пожарот е целосно изгаснат. Гасено е со 7 противпожарни возила и 17 пожарникари. Мораше да се употреби автомеханичка скала и самиот пристап е доста тесен, така да и самото поставување на скалата беше проблематично.